Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Судењето за Пулс со тензична завршница. Обвинението големо прашање дали изменето или не изменето, за тоа судот ќе се изјасни, иако временската рамка која првичното обвинение ја содржаше, сега е многу повеќе проширена. Расправата одложена за идната недела откако обвинетите побараа увид во изменетото обвинение. 5 мина осомничени за злоупотреби со стоковите резерви, меѓу нив и поранешен министер за земјоделство. Мицковски со последен рок до вреди денеска да предложат имиња за промените во владиниот кабинет. Ке поскапили струјата. Владата одлучува за цената која ЕСМ ќе ја понуди на годишниот тендер за струја. Додека дипломатите бараат решение за крај на војната, нападите помеѓу Русија и Украина продолжуваат. Вести во живо информираме за случувањето на рочиштето за случајот Пулс. Станете со нас. Кратко траеше второто рочиште за случајот Пулс. По првичниот оптимизам за експедитивност на постапката, бранителите денеска ги искористија можностите и го одложија и денешното и рочиштето кое беше закажано за утре. Деталите ги има колегата Зоран Јаневски, го имаме во живо во овие вести. Зоран, што се случуваше на денешното рочиште и какви беа барањата на адвокатите? Да, денеска се одржа второто судско рочиште за големата кочанска трагедија од март годинава во која загинаа 63 лица, над 200 беа повредени. Денешното судско рочиште практично беше одложено, се очекуваше по воветниот говор на обвинителството од претходното судско рочиште денеска да има изјаснување за вина за 35 мината обвинети во овој случај. Сепак тоа не се случи. Бранителите на обвинетите реагираа дека нивните клиенти не го добиле интегрираното обвинение, односно обвинението кое што произлезе по спојувањето на двата предмети во кое беше додаден сопственикот на фирмата за обезбедување. Како што кажа адвокатите, имало значајни измени во обвинението, па поради тоа требало нивните клиенти први да го прочитаат, па дури потоа да можат да се изјаснат за вина. Сепак, за на некој начин да не пропадне денешното судско рочиште, судот продолжи со евиденција на законските застапници на починатите и повредените во овој случај. Сите тие се приклучија кон кривичен прогон и најавија дека ќе бараат оштетно побарување, меѓутоа во граѓанска постапка, односно пред граѓанскиот суд. Надвор од судницата пак вербално беа нападнати адвокатите кои што ги бранат обвинетите во овој случај. Како изгледаше сето ова, гледаме во прилогот. Тензичен крај на судењето за пожарот во Кочанската дискотека. Роднините на починатите на излез од судницата во Идризово вербално ги нападнаа обвинетите и нивните адвокати. Што пегате бе? Колку пари ви требате? Колку митове, цел живот мито привате бе? Децата ни се у гробовите, децата ни гнијат, а вие барем откочени адвокатите не требаше да ги браните ни еден од овие. Во судницата централна тема беше спојувањето на двете обвиненија со кое обвинителната клупа покрај 34-цата обвинети сега ја дели и сопственикот на фирмата за обезбедување. Одбраната смета дека се направени значајни измени. Биле повлечени огромен број на сведоци, променето било и времето на извршување на кривичните дела. Нивните клиенти не го добиле ниту изменетото обвинение, па за денешното судење не можеле да кажат дали се чувствуваат за виновни или не. Обвинението големо прашање дали изменето или не изменето, за тоа судот ќе се изјасни, иако временската рамка која првичното обвинение ја содржаше, сега е многу повеќе проширена. Нас ни беше доставено тоа интегрирано така наречено обвинение, но ниту на еден од обвинетите. Ако дозволиме било што да поминува, како што посакува обвинителството, ние на крајот на денот нема да дојдеме до она за што сите се залагаме, а тоа е одговорните лица да сносат одговорноста, невините лица што доста ги има во овој предмет со оглед на квалификацијата на делото, да бидат ослободени од вина. Обвинителството уверува дека обвинението нема измени. Направените промени ги нарекоа технички исправки. Судот пак образложи дека обвинението ќе им го испрати на обвинетите, а за да имаат доволно време да се запознаат со него и да се изјаснат за вина, утрешното судење нема да се одржи.
Постапувањето на судот и обвинителството, роднините на загинатите го сметаат за позитивно. Изненадени се од односот на адвокатите, особено што голем дел биле и нивни сограѓани. Дали немате малку ни совест и чувство на емпатија кога ќе не погледнете нас, семејствата на убиените деца, колку тагуваме по нив, или немате чувство на емпатија дека убија ваши млади сограѓани? До идниот вторник обвинетите добија рок да го прочитаат обвинението и на судењето закажано за 2 декември, да кажат дали чувствуваат вина за пожарот во Пулс. Во случајот им се суди на 35 лица и 3 фирми за тешки дела против општата сигурност. Според обвинителството, секој имал свој придонес за трагедијата во дискотеката, која на почетокот судењето беше наречена Буре Барут. Зоран, герила акции го следат судскиот процес за случајот Пулс. Минатата недела имаше една таква порака на патот кон судницата во Идризово. Денеска порака имаше и во Скопје. Да, денеска ваква порака од иницијативата која следена беше поставена пред кривичниот суд, односно наспроти кривичниот суд. На дрвата карши судот беа поставени десетици очи кои, како што велат од иницијативата кој е следен, испраќаат порака дека јавноста внимателно го следи судењето за случајот Пулс и дека сите очи се вперени кон институциите кои треба да обезбедат правично, независно и транспарентно судење. Се вели во известувањето по повод акцијата од иницијативата кој е следен, односно поставените десетина очи кои гледаат кон кривичниот суд на судската зграда овде во Скопје. Иван, само да кажеме дека судењето за Пулс, односно утрешното закажано рочиште е одложено, а веќе наредното ќе се одржи идниот вторник, односно на 2 декември. Да, Зоран, ги забележуваме очите поставени зад тебе на дрвјата, ќе го следиме рочиштето закажано за 2 декември и ќе информираме секако за текот на постапката. Благодарам за овие информации. Истрагата за полициските службеници е завршена. Обвинителот од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција Ислам Абази најави обвинение за нивната инволвираност во постапките за Пулс за 10 дена. Државниот јавен обвинител Коцевски пак уверува дека имаат цврсти докази за осомничените инспектори од Управата за јавни приходи. Истрагата за полициските службеници осомничени за пожарот во дискотеката Пулс заврши. Шефот на обвинителството за гонење организиран криминал вели во следните 10 дена ќе има обвинение за нив. Осомничените се сослушани, доказите прибрани, а тече рокот на одбраната да достави свој докази и предлози. Истрагата треба да ги покаже пропустите на полицајците и началниците од 2012 година се до кобниот ден кога искоре дискотеката. Претходната недела се сослуша и последниот обвинет, се сослуша и сведоците и им се даде известување за завршена истрага и за 10 дена очекуваме да откако ќе го проучиме или со новите докази сега што ги прибавме и исказите на обвинетите и сведоците, очекуваме за скоро време 10 дена да се донесе соодветна јавна обвинителска одлука. Со последната реализација акција токму актуелните началници што беа на село Раштип, Кочани, Лили, се офатија и со ова истрага. Под истрага беа 27 полициски службеници, од кои еден почина. Предметот го води само еден обвинител, за разлика од другиот предмет за Кочани, кој беше приоритет и имаше и притворски случаи во кои учествуваат 15 обвинители. Во врска со кукините притвори пак за 20 инспектори на УЈП, меѓу кои братот на председателката на кривичниот суд, ниту државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски не добил образложение од кривичниот совет на судот во Кочани, зошто не им е прифатено барањето двајцата да одат во ефективен притвор. Иако одбраната на инспекторите ја спореше вибер комуникацијата со синот на газдата на дискотеката како доказ, Коцевски вели поседуваат и други докази. Пред истрага за нив се води уште од март. Текот на постапката излегува и одредени комуникации електронски меѓу одредени лица и лицата оние што се посочени, така да од таа истрага мораше да биде во предистрага, со тоа што сега се прибра и други докази и Министерството за внатрешни работи поднеси пријава. Инспекторите на УЈП Драган Чопунов и Дуле Димитриев се жали и до Кочанскиот суд да им биде укинат и куќниот притвор. Одлука по нивната жалба се уште нема. Тамара Дичевска, Сител телевизија.
5 лица се приведени во постапка за злоупотреба на службената положба и овластувањата. Се товарат за штета од 780.000 евра преку злоупотреби со стоковите резерви. Помеѓу приведените и поранешниот министер за земјоделство Трајан Димковски. Обвинителството за сите осумничени бара мерки на предпазливост. Екс-министерот за земјоделство Трајан Димковски заедно со уште 4 лица е осомничен за криминал тежок 780.000 евра во рамки на акцијата која од утрово ја спроведува полицијата во координација со Скопското обвинителство. Тие се сомничат за злоупотреба на службената положба откако во периодот меѓу 21 и 22 година надвор од законите дозволиле да се изврши отпис на околу 2000 тони житни култури од стоковите резерви. Покрај Димковски, кој во тоа време бил заменик министер, осомничени се и тогашниот директор на Агенцијата за стокови резерви, уште 2 раководители и 1 вештак од Бирото за проценки во земјоделството. Информацијата утрово ја потврди и државниот јавен обвинител, но не изнесе повеќе детали. За да не се отежни или осуети акцијата, во овој момент не можам ништо да ви кажам, туку само дека се работи за основи на сомнение за кривични дела злоупотреба на службена положба и овластување. Нешто повеќе информации сподели обвинителството во соопштението попладнево. Осомничените ја злоупотребиле својата службена должност со неизвршување на својата службена положба, иако биле должни да известат владата дека е настанат неоснован кусок на меркантилна пченица и јачмен, истите доставиле неточни податоци и информации. Вештиот наод бил приложен кон информацијата до владата и истата била прифатена од страна на владата, при што Агенцијата за стокови резерви била задолжена да изврши отпис на 1500 тони меркантилна пченица и 500 тони јачмен за сточна храна, стои во соопштението на обвинителството. Од СДСМ Чикадар екс-министерот Димковски обвинуваат за монтиран случај кој според нив требало да ја дефокусира јавноста од случајот ИПАРД. Ваквите монтирани и неосновани пријави за Трајан Димковски, кој целосно ги разобличи сите злоупотреби во Министерството за земјоделство и неспособноста на оваа власт, не може да бидат никакво алиби. Очекуваме судските органи да го следат исклучиво словото на законот и во целост да ги отфрлат овие неосновани и монтирани пријави за Димковски. Станува збор за класичен политички прогон без правна основа и обид за замолчување на СДСМ во откривање на сите корупцијски скандали на власта на Мицкоски, се вели во соопштението на СДСМ. Како што соопшти обвинителството, осомничените ќе ги гони во скратена постапка, поради што од судот побарале на сите да им бидат одземени пасошите. Александар Спасовски, Сител телевизија. Оделението за внатрешни работи Кичево поднесе кривична пријава против екс-градоначалникот Фатмир Дехари поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, несовесно работење во службата по член 353 од кривичниот законник. Пријавениот Фатмир Дехари во својство на поранешен градоначалник на општина Кичево се товари дека несовесно постапувал при извршувањето на своите законски овластувања, прекршувајќи ги одредбите од Законот за локална самоуправа и Законот за пожарникарство. Според информациите од Овара Кичево, кривичното дело е поврзано со вработувањето во територијалната противпожарна единица Кичево. Екс-градоначалникот од 2016 година наваму склучувал годишни договори за вработување со одредени лица во ТППЕ. По истекот на едногодишниот период, тој не извршил должен надзор и пропуштил да им ги прекине работните договори. Со ваквиот пропуст, како што велат од полицијата, тој дозволил лицата да не се стекнат со соодветниот сертификат за квалификација како пожарникари, издаден од надлежен државен орган. Задолжителни обуки за етика на судиите, следење и контрола на движењето на предметите, модернизација на IT инфраструктурата. Ова се само дел од мерките во новата стратегија за спречување на корупција на Судскиот совет, за да се врати довербата во судството. За дел од новитетите ќе бидат потребни и повеќе финансии. Откако едва успеа да имплементира половина од старата стратегија за спречување на корупцијата во судството, Судски совет презентираше нова, со задолжителни обуки за етика на судиите, следење и контрола на движењето на предметите, модернизација на IT инфраструктурата,
воспоставување координација со јавните обвинителства, адвокатските комори, академијата и граѓанското општество, судскиот совет ќе ја враќа довербата во судството. Но дали обуките за етика ќе бидат доволни за враќање на довербата? Кога секојдневно вие работите со огромен број на предмети, како што е во случајов кај нас со судиите, не дека се заборава на тоа однесување, меѓутоа убаво е од време на време да имаме такви работилници, средби, каде што колегите ќе споделуваат искуства, размислувања, некои двоумења, дали некој однесување е етичко или не е етичко, дали влија или не влија на нивното професионално расудување или непристрасно постапување. Затоа мислам дека етиката е многу важна и клучна токму во зајакнување на интегритетот на судиите. Во програмата на Судскиот совет за прв пат се споменува терминот сексторција, односно сексуална изнуда. Советот ќе прави и посебна студија за оваа проблематика. За прв пат споменувате сексторција како термин. Постои вакво нешто во судовите во Македонија? Постои во некои минимални рамки, да речем, меѓутоа, следејќи ги трендовите на Европската Унија, каде што се стремиме, го вклучивме и тоа, да се внимава и на тоа, ќе има други параметри, поинакви регистрирање на такви појави и би добили некоја појасна слика дали навистина има и колку има појава на такви случаи. Камбовски вели дека при изготвување на програмата внимавале таа да има минимални фискални импликации, особено поради судирот со извршната власт околу буџетот за правосудството. Сепак, вели дека постојат точки во програмата кои ќе бараат дополнителни средства, како вработување на портпарол во Судскиот совет, например. Во контекст на судирот со владата, Камбовски уверува дека платите на судиите се минимален дел од реформите за кои Македонија се согласила да ги направи. Според него, ако сакаме да градиме судство, без финансии, тоа не е можно. Даниел Василев, Сител телевизија. Грешка во барањето за анкетна комисија за Пулс. Дали пратениците на СДСМ ќе дадат поддршка за предлогот на владеачкото мнозинство, за апсењето на поранешни функционери и судските постапки. Што се случува во СДСМ и постои ли начин партијата да се врати на победничките патеки? Во тема на денот со Оливер Спасовски, координатор на пратеничката група на СДСМ. Премиерот им даде рок на Вреди да постигнат договори до крајот на денот да му дадат предлог имиња за промените во владиниот кабинет. Се очекува идната недела на собраниска седница да се најдат имињата на новите министри. Катерина Нешкова ги има деталите. Мицкоски даде дополнителен рок до утре на коалициската Вреди за да му ги достави имињата на оние што треба да седнат во неговиот кабинет на местото на Изет Меджити. Иако пополнувањето требаше да оди побрзо, очигледно е дека меѓу партиите во албанската коалиција има разлики. Мислам дека до утрешниот ден ќе се финализираат сите работи и очекувам оваа недела да ги доставам до парламентот. За сега се уште како најсериозни за влез во владата се споменуваат Беким Сали како вице-премиер и Мухамед Хоџа како министер за животна средина. Предлозите треба да стигнат во собранието до крајот на неделава, за да се фатат роковите за првата наредна собраниска седница, планирана за почетокот од декември. Ова е прва фаза од владините промени што се најавуваа. Втората промена е можна по партискиот конгрес на ВМРО-ДПМН идната сабота. Она што го брифираат владините извори е дека и покрај тоа што на местото на Меджити доаѓаат двајца, сепак Вреди ќе го задржи истиот број на вице-премиерски министерски места во владата. Токму тоа прави проблем кај албанскиот партнер, бидејќи Сали не доаѓа од партијата на Меджити, кој очекува партнерите да му ослободат уште едно министерско место, како најголем во коалицијата. Се прават и калкулации дали Сали ќе добие и министерска позиција или пак некој од актуелните министри на Вреди ќе остане без министерско столче и вице-премиерско место. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Владата на денешната 131 седница именуваше повереници во општините Врапчиште, Гостивар, Маврово и Ростуше и центар Жупа, каде ќе има нови избори за градоначалник. Како што информира владата, согласно член 134, став 2 од изборниот законник, владата за повереници за вршење на работите од надлежност на градоначалник за наведените општини ги именува
Онер Јакуповски за повереник за општина Маврово Ростуша, Арија Нибраим за повереник за Центар Жупа, Буњамин Кадрију за Врапчиште и Фадил Джелили за Гостивар. Председателот на Собранието Африм Гаши веќе ги распише изборите за градоначалник во овие општини и треба да се одржат на 11 јануари. Повеќе од 6000 граѓани покажале интерес за отворање сопствен бизнис преку мерката самовработување. Половината од нив се млади. Според условите, младите до 29 години ќе добијат 10.000 евра, а оние со над 29 по 7.000. Повеќе од 6000 граѓани покажале интерес за отворање сопствен бизнис преку мерката самовработување. Досега издадени се речиси 3000 ваучери за изработка на бизнис план, а над 2500 лица веќе се во процес на подпишување договори за грант. Над половина од апликантите се млади до 29 години. Самовработувањето создава работни места таму каде што нема големи фабрики. Отвара перспективи во руралните средини, ги активира младите, ги зајакнува жените предприемачи и им овозможува на секој со добра идеја да ја претвори во успешна економска приказна. Младите до 29 години ќе добијат 10.000 евра, а оние со над 29 по 7.000 евра. Министерот за економија ги појасни условите. Првата година, ако не успеат да ја вршат својата дејност, 80% од тие средства треба да ги враќат, должни се. Втората година 60%, а минимум треба да постои фирмата 2 години, па после тоа може да се затвора. Околу 400 лица ќе добијат и менторство во првите 6 месеци од работењето. Мерката е дел од оперативниот план за вработување, кој тежи околу 40 милиони евра. Опфатени се над 16.000 граѓани. Мартин Арсов, Сител телевизија. Владата на затворена седница попладнева одлучува за цената која ЕСМ ќе ја понуди на годишниот тендер за струја. Од одлуката во најголем дел ќе зависи новата цена за граѓаните која ќе ја плаќаат од 1 јануари. Ке поскапи ли струјата за домаќинствата и малите бизниси? ЕСМ ги прати през сметките до влада. Дали се повисоки од моменталните 62 евра за мегават час, премиерот Мицкоски не сакаше да открие. За нив ќе се одлучува на затворена седница. Но најави дека новата цена ќе се знае за многу скоро. Негов предлог е наместо полугодишен. Тендерот за набавка на електрична енергија да биде годишен. Оваа година, бидејќи ќе биде годишен тендерот, нема да биде полугодишен како и до сега. Цената која што ќе ја понуди на тендерот ЕСМ, а ќе биде мој предлог на влада, ќе се знае многу кратко, бидејќи е дел од затворена седница на владата, така што бидете трпеливи, ќе ја дознаете. Произведената електрична енергија ЕСМ ја продава на универзалниот снабдувач. Цената изнесува 62 евра за мегават, иако производната е повисока и надминува 100 евра. Разликата и натаму ја субвенционира владата, за да нема значителен удар врз џебот на граѓаните. Новата цена ќе важи од 1 јануари до 31 декември следната година. Во сметките за струја ќе се вкалкулира и новата цена за пренос и дистрибуција, за која првиот регулатор Бислимовски веќе изјави дека не очекува да има значителни промени. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Пропадна тендерот за изградба на универзална, ниту една од двете пријавени фирми на тендерот не ги исполнила условите. Од Министерството за култура велат дека новата постапка ќе го продолжи рокот за завршување на салата за 2 месеци. Пропадна тендерот за избор на изведувач за универзална сала. На тендерот понуди доставиле 2 фирми, но ниту една од нив не го добила бидејќи не ги исполнувале условите. Нов изведувач ќе се бира во јануари следната година. Добивме известување од Комисијата за жалби дека тендерот за универзална сала не помина, бидејќи имаше одредена жалба или поплака во однос на изведувачот, единствениот изведувач кој што беше. Според мене таа не е суштински проблемот, но како и да е, има известување од Комисијата за жалби, така да наредната недела повторно ќе го повториме тендерот за универзална сала. Новиот тендер што ќе се распише по истекот на рокот на жалби. За околу 2 месеци ќе го пробие рокот на Љутков, кој најави функционална универзална сала до 2028 година. Реално ќе ја одолговлечи работата плюс уште некаде околу 2 месеци.
бидејќи сега постапката ќе трае малку пократко, бидејќи онаа фаза во која што го изработувавме тендерот траеше некаде 15 до 20 дена, сега во однос на таа фаза нема веќе забелешки, што значи дека веднаш ќе го распишеме тендерот кој ќе помина тие 10 дена. Во меѓувреме, со пари од Полската амбасада и Министерството за култура, кои заедно собраа нешто над 9 милиони денари, гостите во театар комедија веќе од петок ќе може да ги уживаат новите меки столчиња и да чекорат по новиот пат. So Polish embassies in the region perform many projects every year, and this is an example of the Polish aid project that we were successfully completed with Teatr Komedia in Skopje. Почнати се повеќе капитални проекти за обнова на националните установи, но се уште има значително голем број на кои им прекиснува кровот, во кој актерите користат стари гардеробери и уништени фасади. Габриела Лескова, Сител телевизија. Невладиниот сектор алармира дека расте бројот на пријави за семејно насилство за 2 години. СОС линијата регистрирала скок од над 70%. Алармантно расте бројот на пријави за семејно насилство за 2 години. СОС линијата регистрирала скок од над 70%. Психичко, физичко и комбинирано насилство се на врвот на оваа статистика, а Центарот за социјални работи и полицијата се први кои реагираат по пријава. Најголем број пријави биле од Скопје. Од Националниот совет за родова рамноправност оценуваат дека во Македонија расте свеста за спречување на насилството врз жените. Секој месец речиси 30 жени бараат помош. Проширување на достапноста на услугите, растот на јавувањата покажува потреба од повеќе капацитети и ресурси. Во последната година податоците од СОС линијата покажуваат континуиран раст на бројот на јавувања, особено во случаи на комбинирано насилство, физичко и психичко, кое доминира во речиси сите месечни извештаи. Најголем дел од жртвите се жени, но трендовите укажуваат и на зголемен број на мажи жртви и стари лица, што го проширува опфатот на популацијата која бара поддршка. Во текот на оваа година најмладата жртва на насилство е 16 годишно девојче. Жртвите се уште се плашат од стигмата, па најчесто случаите ги пријавуваат нивни блиски преку СОС линијата. За поефективно справување со насилниците од Националниот совет вела дека е потребно да се донесе закон за задолжително пријавување по службена должност. Една од алатките кои што треба како новина да се внесе е да биде насилството не по изјава и жалба на жртвата, туку да биде по службена должност. Тоа ќе биде многу едно по-соодветно решение и побрзо излегување од насилната средина, за разлика од самите жртви кога одат преку институциите, ние како бесплатна СОС линија и бесплатно советување, кога ќе напишеме до било која институција, ние имаме извонредна повратна информација и соработка. Во Македонија недостигаат легла за привремен престој на жртвите. Има околу 60, а согласно Истанбулската конвенција потребно е да има повеќе од 180 низ целата држава. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.